На ден по референдумот изгледа сосема безпредметно, но е вредно да се напомене дека како закрилник за волјата на народот, самата себе си се наметна групација која цела една декада со своите нелегални постапки во слични процеси директно и однапред ја детерминираше. Ние како ВМРО ДПМН сме секогаш на браникот на националните интереси и можеме слободно да порачаме дека ќе спречиме, и токму и затоа беше овој апел, да имаме фалсификат или местенка на изборниот, односно референдумскиот процес. Пропаста на оваа мртвородена идеја која постоела само во главите на оние кои токму тоа го правеле е доказ дека постојат разлики во поведението. Но потребата од тој браник изгледа е неопходна и тоа баш таму каде што таа неочекувано изостана. Идеологот на антиквизацијата и предводникот на тимот за бојкот, покорно и без протест на најголемата сцена, дозволи не само земјата, туку и него лично да го преименуваат. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Georgios Ivanov, President of the former Republic of Macedonia, and to invite him to address the Assembly. За да не биде доведен во таква ситуација, лидерот на опозицијата не се ни обидува да партиципира. Под полното отсуство на екзактен став за меѓународно да не се изолира во исто време да биде допадлив за домашните радикали, тој почна да користи за нив неразбирливи интернационализми, за да не го каже зборот бојкот. Јас повеќе би сакал да кажам абстинирам. Абстинирам. Добро, сите се со назнака бојкотирам, никој не пишува абстинирам. Ова е можеби нов израз што ќе го применам. Мислам дека има и игнорирам, ако не се лажам, следно се во последно време. За разлика од потребата да се игнорира, не може да се пренебрегне дека неговиот опонент стави се само на една карта, без да има предвид дека неговите партнери, наместо да помагаат, гледаа по другите маси, каде што најверојатно се играа игри кои беа интересни само за нив лично. Ова е храбра битка. Играв со сите кецеви и џокери во ракав. Играв со мојот народ. Играв all in. Играв на се или ништо. И на крајот, кога на површина ќе излезе се, оние што ги мешаат, оние што ги делат картите, оние што кибицираат и оние што постојано се обидуваат да држат пиксла. Септичката јама се изли и ни заврши крупна работа. Иначе ние како генерација и оваа после нас ке мораше после нас да чисти темелно. Навистина, некој треба сериозно да се зафати да исчисти, а потоа да изгради квалитетна канализација низ која тие ќе протекуваат, без да ја загадуваат околината и да предизвикуваат неподнослива реа.